изречени 1132 санкции за брзо возење. Рекордно ниски цени на горивото. Зеленски го покани Трамп во Украина. Доларот падна на најниско ниво за 3 години. Музиката го намалува чувството на болка. Сите очи кон небото, женска посада на Blue Origin лета во Вселената. Во текот на викендот, изречени се 2324 санкции за сообраќајни прекршоци, од кои дури 1132 се за возење со брзина над дозволената. Ова представува сериозен сигнал за потребата од поголема сообраќајна дисциплина и почитување на прописите. Покрај санкциите за брзо возење, изречени се и други мерки за прекршоци како возење без возачка дозвола, возење под дејство на алкохол и користење мобилен телефон при возење. Овие податоци укажуваат на потребата од засилени контроли и едукација на возачите. Сообраќајните контроли ќе продолжат и во наредните денови, со цел зголемување на безбедноста на патиштата и намалување на бројот на сообраќајни несреќи. Цените на бензинот и дизелот во Македонија достигнаа историски најниски нивоа. Во последната недела, цените на овие нафтени деривати се намалени за 5 денари по литар, што е најголемото неделно намалување во последните 5 години. Според Регулаторната комисија за енергетика, од полноќ, литар бензин ќе чини 71,5 денари, додека дизелот ќе се продава по 64,5 денари за литар. Овие промени се резултат на значителното намалување на цената на суровата нафта на светските берзи, која од почетокот на април поевтинила за $10 по барел, достигнувајќи минимум од нешто над $60 по барел. Овие нови цени на горивата се добредојдени за потрошувачите, особено во време на економски предизвици. Намалувањето на цените ќе има позитивен ефект на трошоците за транспорт и на цените на други производи и услуги кои зависат од цените на горивата. Регулаторната комисија за енергетика продолжува со мониторинг на пазарот и ќе презема мерки доколку се создадат услови за понатамошни промени во цените на нафтените деривати. Украинскиот председател Володимир Зеленски му упати покана на американски председател Доналд Трамп да ја посети Украина и да се увери во последиците од руската агресија. Во интервју за телевизијата CBS, Зеленски изјави: "Дојдете и видете ги луѓето, цивилите, болниците, црквите, ранетите или мртвите деца." Тој нагласи дека Трамп ќе разбере со што се соочува Украина ако лично ја посети земјата. Зеленски ја истакна трагедијата во Криви Риг, каде што на 4 април загинаа 19 лица, меѓу кои 9 деца и тинејџери, како и нападот во Суми, при кој загинаа најмалку 34 лица. Тој изјави дека не може да се бара компромис помеѓу агресор и жртва, нагласувајќи дека Русија е одговорна за овие трагедии. Оваа покана до Трамп доаѓа во контекст на растечките напори на Украина да ја добие поддршката на меѓународната заедница и да се спротивстави на руската агресија. На валутните пазари минатата недела, вредноста на доларот во однос на кошницата валути падна на најниско ниво во последните 3 години. Овој пат е резултат на ескалацијата на тарифната војна помеѓу САД и Кина, како и повлекувањето на инвеститорите од американските државни обврзници. Индексот на доларот, која покажува вредноста на американската валута во однос на 6 најважни светски валути, падна за 3% на 99,78 поени. Истовремено, курсот на еврото скокна за 3,6% на $1,1355, што е највисоко ниво од февруари 2022 година. Доларот ослабе и во однос на јапонската валута, која се зголеми за 2,3%, достигнувајќи цена од 143,50 јени. Падот на вредноста на доларот продолжува втора недела поред, што се припишува на неизвестноста предизвикана од тарифите, кои американскиот председател Доналд Трамп ги најавува, одложува или зголемува на увозот од Кина. Вистина е дека музиката ја облажува болката и со векови се користи како облик на терапија, а овој ефект е докажан дури и кај најмладите, бебињата. Вистина е дека студиите покажуваат оти токму мелодиите што луѓето на вистина ги сакаат можат уште повеќе да го засилат ефектот на олеснување на болката. Истражувачите велат дека емоционалните реакции што музиката ги предизвикува се клучни за закрепнување и имаат терапевтска улога. Вистина е дека со години се сметало дека само релаксирачките мелодии делуваат, но најновите сознанија покажуваат дека темпото на музиката е уште поважен фактор. Вистина е дека најновото истражување на Универзитетот Мекгил покажува, темпото на музиката, кога е усогласено со личниот внатрешен ритам, може значително да ја намали болката.
Вистина е дека технологијата сега овозможува да се прилагоди песната што некој ја сака според неговиот природен ритам, за максимален ефект. Вистина е и дека интересот за музичка терапија расте, од случаи на Паркинсонова болест до хронична болка, но се уште се истражува како точно делува оваа појава. Истражувачите го потврдуваат, не секогаш смирувачката музика е најдобра, туку онаа со темпо што одговара на индивидуалниот внатрешен ритам. Вистина е дека секој од нас има свој природен музички ритам, спонтано производство, што е поврзано со биолошкиот деноноќен ритам. Вистина е дека кога музиката се приспособува на тој личен ритам, таа најмногу го намалува чувството на болка. Студијата спроведена врз 60 лица покажала дека и тишината и музиката влијаат, но најголем ефект се постигнува кога темпото на песната одговара на ритамот што секој сам го произведува, дури и кога се работи за најомилените песни. Вистина е дека иднината на лекувањето можеби ќе се слуша, и тоа во тоновите што најмногу ги сакаме. Вистина е дека музиката не само што делува на телото, туку и на умот, таа го намалува стресот, ја подобрува циркулацијата и го поттикнува лачењето на ендорфини, познати како хормони на среќата. Вистина е дека токму овие хемикалии природно ја намалуваат болката, што ја прави музиката ефективен дополнителен третман, особено за луѓе кои страдаат од хронични болки или анксиозност. Пациентите често велат дека по слушање музика се чувствуваат подобро, посмирено и со поголем праг на издржливост. Вистина е дека терапевтите се почесто користат музика како дел од психолошка и физичка рехабилитација. Во некои болници, на пример, на пациентите им се пушта музика пред хируршка интервенција за да се намали нивото на страв и напнатост. Вистина е дека се размислува за создавање специјални плейлисти според личниот ритам и музички вкус на пациентот, за да се засили ефектот на опоравување. Оваа практика веќе се тестира во некои здравствени центри во Канада и САД. Вистина е дека во иднина, можеби ќе видиме и апликации што самостојно ќе го мерат ритамот на телото и ќе предложат музика што го ублажува стресот и болката. Вистина е дека музиката, некогаш користена само за уживање, сега станува алатка за здравје. Истражувањата продолжуваат, но едно е јасно, нашите омилени мелодии не се само забавни, туку и лековити. Денес е историски ден. Компанијата Blue Origin, во сопственост на милиардерот Џеф Безос, ќе ја лансира својата ракета New Shepard од пустината во Тексас, со екипаж составен исклучиво од жени. Помеѓу нив се издвојуваат неговата свршеница Лорен Санчез и поп-ѕвездата Кети Пери. Ова е суборбитална мисија која ќе трае само 11 минути, а целта е да се достигне така наречената линија Карман, граница меѓу земјината атмосфера и Вселената. Посадата ја сочинуваат 6 жени со различни профили и кариери: Санчез, Гейл Кинг, ТВ-водителка, пејачката Кети Пери, Аманда Нгуен, активистка за човекови права, Кериан Флин, продуцентка и Ајша Ребоујур, поранешна научничка. Настанот е обкружен со големо медиумско внимание, не само поради летот, туку и поради гламурозната подготовка на патничките, кои за ел позираа во модни костуми и зборуваа за стајлингот, шминката и дури за задникот кај астронаутите. Овој лет доаѓа во клучен момент за Blue Origin, која настојува да се врати во играта во трката за доминација во вселенскиот бизнис, каде моментално води конкурентската SpaceX на Илон Маск. Безос сака да покаже дека неговата компанија има сериозни амбиции со развојот на новата ракета New Glenn, способна да носи тежок товар. Но Маск е далеку пред него со повеќе од 460 лансирања и силна технолошка основа преку капсулите Драгон и проектот Старшек. Иако многумина го гледаат летот како чекор кон женска еманципација и символ на солидарност, критичарите сметаат дека станува збор за спектакл со скапа продукција. Но ривалството меѓу Безос и Маск е реално и длабоко. Двајцата милиардери се борат не само за орбити и договори со НАСА, туку и за престиж, моќ и визија за иднината на човештвото во Вселената. Сепак, денешниот лет носи символика што ќе остане запаметена. 6 жени кои од земјата ќе се издигнат таму каде што малкумина стапнале. Изречени 1132 санкции за брзо возење. Рекордно ниски цени на горивото. Зеленски го покани Трамп во Украина. Доларот падна на најниско ниво за 3 години. Музиката го намалува чувството на болка. Сите очи кон небото, женска посада на Blue Origin лета во Вселената.